Европски услови, светска апаратура и 7 нови операциони сали. Градската болница 8 септември во Скопје е реконструирана. Обновени се хирушките сали и делот за интензивна нега, реновиран и блокот за патологија и биохемија. Набавени се современи медицински апарати каде што ќе биде олеснато лекувањето на пациентите. Има и модернизација на апаратите за диагноза на болести. Градежните активности во сегментот на хирушките сали и карил, односно шок соба, комплетно се средени од аспект на подготовка за внес на стерилните панели и исто така потребната опрема која што ќе биде инсталирана и после 40 години ќе имаме комплетно реновиран хирушки сегмент со 7 оперативни сали и шок соба. Ценам дека овој пристап ќе придонесе кон здравство кое што ние тежнееме, а тоа е европско здравство кое што услугите ќе бидат дадени во реално време и со квалитет кој што е назначен според строги протоколи. Проектот за реконструкција на болницата чини 12 милиони евра и е дел од големиот инвестициски циклус за реконструкција на здравствени установи, а парите се обезбедени од тав проект. Ова е проект кој што го работиме во рамки на концесијата која што ја има добиено ТАВ за двата аеродроми, Скопскиот и Охридскиот аеродром. Дел од средствата се користат за општествено корисни проекти и 12 милиони евра ќе бидат потрошени за целосна реконструкција на хируршкиот блок, на блокот за патологија, на блокот за биохемија и исто така целосно опремување по најмодерни стандарди. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека владата активно работи на проекти за реконструкции на други здравствени установи. Затоа како што вели дека граѓаните заслужуваат модерни здравствени стандарди. Очекувам дека до крајот на годината ќе биде и првата хируршка интервенција отпочната и успешно завршена од ова што можам како динамика да го видам која што се случува овдека. Така што, еве, јас би сакал можеби да споменам уште еден факт што не го кажа директорот, можеби затоа што е скромен, а тоа е фактот дека од стотици милиони долгови сега болницата работи позитивно, односно работи во интерес на прво пациентите, а потоа и задоволството на здравствените работници кои што се тука. Здравствените власти неодамна најавија дека 8 септември ќе стане регионален центар за лекување на пациенти од Скопје, Куманово и Велес. Според нив дел од болничките капацитети низ државата не се искористени како што треба, а од сите нив најблиску до стандардите за нешто повеќе и подобро има ГОП 8 септември, затоа што со најмало вложување ќе се добие најдобар одговор за подобри здравствени услуги.